Добре дојдовте во еден, не еден. Јас сум Жако Мириевски, ова е една. Танго, браво! Абе, шо приштивало ни му се ова на глобка униформата, бе? Шо си му направил, бе? Шо му направи на глобка униформата, бе? Докторе, држи го, држи го! Не знам како можеше анонимуса да се појави. Јас баш очекувам некоја женска, некоја девојка, не знам, само една девојка немам во екипа. Една немам. Значи една немам во екипа. А бар да имаше едно девојче во екипа. Една девојка да нема во екипа. Така. Денеска гостини се поранешниот премиер Владо Бучковски и Кристијан Даниловски од FX3, стоја онаа македонска компанија која работи визуелни. Право, докторе, за тоа си најплатен овде. Визуелни ефекти и анимација на многу холивудски блокбастери, така да ќе биде интересно, а судејќи според емисија ќе биде малку ретардирано. Останете со нас. Ја можам да намирам палачинки од ВЦ. Не знам дали знаете, кравите имаат супер мирис. Може да намирисаат нешта и кога е далеко 10 километри. Затоа немој да се чудиш кога кравите бегаат, ако не си бањат. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Да се биде политичар е доста зезната работа, луѓето знаат многу за вас, сите ваши активности се на мета на јавноста и така натаму, но сепак има и работи кои што стануваат за вас приватно. Ова се трите работи што се приватни, не сте ги знаеле за Владо Бучковски, а веднаш потоа тој доаѓа во емисијата. Господинот Бучковски, како што самиот нагласи, без разлика на годините, не се дава. Тој денес 3 пати во неделата одвојува време за спорт, па размислете добро пред да го предизвикате на ферка, во фудбал или во кошарка. Баш затоа што е голем љубител на спортот, вели, го чекам денот кога ќе можам да играм заедно со 4 сина, а тоа ќе биде наскоро, бидејќи најстариот син има 23, а најмладиот 5 години. Така што тимот формиран од фамилија Бучковски ќе биде незапирлив. По напорниот работен ден или пак после спортувањето, Владо денот сака да му завршува со некоја добра серија, а за тоа обично се грижи Стив Бушеми во хит серијата на HBO Апсолутна власт. Ете ги трите работи што не сте ги знаеле за него, а еве го и Владо Бучковски. Како сте, професоре? Како си? Добро што ме гледам, ајде повелете. Како се чувствувате? Океј се? Океј. Во ова лудило? Лудо е времето, се привикнав на сите. Нели? Професоре, сте биле пратени министар, премиер од ова политички функции, да не збориме нели за на факултет. Ако треба да издвоите една работа која е, да речеме, најпривлечна во тоа да се биде на вакви функции, што би било тоа? Да се биде универзитетски професор. Така? Каде поубаво од други работи? Нема поубаво. Нема поубаво? Зошто? Дека можете да туторирате луѓе, да им бидете рол модел некаков? Не мислам дека факултетот и позицијата професор на правниот факултет е таква што не создава непријателство. Мислам дека зад мене се 25 генерации, стекнав многу пријатели од кога положија кај мене. И сега ми е драго кога се среќаваме низ Скопје, из Македонија со бившите студенти, имаме што да си кажеме. Кои се вага некои што се на функции, што се значајни луѓе, некои што поминале низ фашиве? Половината, ако гледате, затоа што дојде сега едно време на смена на генерации, и од власти, и од опозицијата, кога погледнете парламентот, барем 10 или 15 се мои бивши студенти. Може нив да ги прашате како е нивното мислење за мене како професор. Се сменило нешто во односот од која, да речеме, од другава страна биле? Не се сменило сите, или почетта си останало? Кои сега се на власт,
сосема беше нивното однесување поинакво кога ќе бевме надвор од собранието или од собраниските седници во приватните комуникации секој пат професоре, како сте, што сте, се гледаше дека тоа е многу поискрен однос отколку она што треба да се одглуми пред камерите или Значи служба си е служба, ваму си е друго. Па имам реално и дружба со делоднив, ако сакате да продолжиме да римкуваме. Едно е службата, друго е дружбата надвор од политичкиот живот. На прв печаток стварно се мрзат партииве, овие двеве поголеми СДС, ВМРО, така изгледа на телевизија. Како муаве да не си прават неќе да се видат? До толку е тоа таква ситуацијата или кога ќе се спуштат завесите, знаат да се зезат, да зборат за спорт. Абе, ти требаше ли тоа да ми го кажеш, видиш што ми направи такви негови. Па Жерет, за жал во последните неколку години мислам дека се создаде таква нетрпеливост и толку доминира пизмата да се изгуби она што претходно е градено со години. Јас не сум 2 години во парламентот, имав различни ситуации каде што некои луѓе не можев да ги препознам. И мислам дека тоа е најлошото нешто што и се случува на Македонија. Не е се политика. Ние ако живееме во едно партизирано општество, сепак ние се познаваме и надвор од собраниските клуби или надвор од ова секојдневна на политичка битка меѓу едните и другите. Сте си вршеле услуги едни на други со Па не само услуги, туку сме делеле заедно на моменти исти вредности. Сега е друго што во овој момент кога дневно треба да се оцрни политичкиот ривал или противник, се кажува нешто што на моменти ќе се срамите што ќе кажете на некој што го знаете и во друго светло. Да, баш така. Ама се мора. Не е морално. Многу работи кај нас, мислам дека се сфорсирани. Премала држава сме ние, не може заради таа нетрпеливост да се растурат децениски пријателства или меѓу себе да не говорат роднини или пријатели кои биле со години само многу американци се правиме, Па да бевме американци ќе беше лесно, но мислам дека не е така. Не е така. Ние сме далеку од американци. Се слагам. Зошто луѓето општо ги влече толку многу политика? Онака ако збориме да генерализираме, во најголем процент одат заради моќ, заради што е тоа толку што е атрактивно кај луѓето? Па веројатно во македонскиот случај моќта е тоа што ги привлекува дел од оние кои се бават професионално со политика. Но за жал мислам дека дојдевме во едно време каде што имаме професионални политичари, кои се, според мене, најопасните во политичкото ривалство. Затоа што без политиката не би биле ништо. Немаат кредибилитет во нашето општество. Полесно е за мене или за моите колеги кои ја имаме катедрата, ги имаме своите трасирано однапред, своите патишта во науката, во образованието и полесно можеш да направиш екскурзија, да отидеш, па имаш и кај да се вратиш. Многу лошо ако си во политиката и кога промената на власта значи пропаст и дека делоднив се наоѓаат во една сериозна дилема, што ќе правам јас ако не сум овде. Фактички имаат се да изгубат и затоа идат толку фронтално, мислам дека тоа главниот проблем. Сега нема потреба. По политиката треба сепак да има витештво, да има едно ривалство кое ќе почива на меѓусебна почит. За жал тоа се изгуби и мора да се врати. И мислам дека она што го правам последните неколку месеци, тоа ми е инспирација да со една група на мои пријатели, колеги од факултетот, дел од моите пријатели од бизнес заедницата, да се обидеме да поведеме на граѓанска иницијатива, да се обидеме, да го култивизираме политичкото ривалство. Да не мора да биде тоа политичко џентлменство да имаме. Па да има многу повеќе витештво и џентлменство. Тоа и недостасува на Македонија. А постојат уште има ретки поединци што се стварни џентлмени покрај сите овие. Мислам дека има, но знаете како, него не доаѓаат до израз. За жал не доаѓаат. Малцинство си тоа е предизвик. Кога си помала група да видиш дали може да бидеш пионер во нешто и да пробиеш поинакви вредности. Да се судри со Голијат. Па да, буквално така. Така, премиерската функција е една од така поинтересни епизоди бар за јавноста кај вас. Сите знаеме дека си носи бенефиции, сите знаеме дека носи големи предизвици, неспиења, такви работи. Колку задира у приватниот дел на животот премиерската функција? Може ли да си се дозволи премиер, да си дозволи да му доаѓаат гости, да си мези, да гледа серија, некои најнормални работи што ги правиме, или тоа се губи кога ќе станеш премиер? Па мислам дека и сегашниот премиер и оние премиери кои беа претходно, не сме имале многу премиери. Значи тука сум јас, Црвенковски, Љупче Георгиевски, покојниот Никола Ќусев, неколку месеци Хари Костов.
сите работеа од 16 до 18 часа. Значи, друго е дали ќе биде кампањата, работиме 24/7, но реално премиерот не може да има приватност. И Не може. ретко во викендите може да се посветиш на семејството или на пријателите. Така. Има еден интересен филм, може сте го гледале, ако не да го гледате, добар е. Олимпус ќе сволен, се вика. Не сум го гледал. Хите, блокбастер е сега, Джерард Батлер игра и не се муавето шо е, доаѓаат, да ги наречеме терористи, да не им откриваме сега ако не го ни гледале, го киднапираат председател на Америка. Сега знаеме председател во Америка ги има горе доле тие ингеренции како премиеров кај нас. И тоа е многу фасцинантно едно како го спасуваат едно друго, си викаш дебе како успеа да го киднапираат за 15 минути. Ме занима колку обезбедувањето на премиерот у Македонија вежба некои такви ситуации, спремни ли се за нешто, не дај Боже некаква опасност. Па не Боже, јас сметам дека се спремни, ако не имавме во овие 22 години независност едно трагично искуство. Имаше неуспешен атентат на нашиот поранешен покојен веќе председател Киро Глигуров, што мислам дека потоа создаде еден поинаков тип на организација на обезбедувањето на овие вип личности на премиерот, на председателот, кој што на моменти, јас дека бев председател на владата, ми пречеше. Мислам дека на моменти сакаат, не претерано, туку на моменти како намерно и луѓето кои работат таа професија да ги подигнуваат очекувањата и во јавност дека и премиерот дека без нив не може да се функционира и често прават филмови. Можеби дајќи многу и вакви филмови, мислам дека делот обезбедувањето, да речеме ова сега што го видов минатата недела, кога беше и ти еден од официјалните лица, беше презентер на ракометниот надпревар Македонија-Шпанија, дојде половина влада, дојде председател. Нема потреба да дојдат во таква атмосфера повеќе од 100 лица кои ги обезбедуваат. Значи тука за тие филмови. Значи некој треба претходно да процени во какво опкружување доаѓа. Тоа беше една убава атмосфера, доаѓа светскиот ракометен шампион. Не гледам дека некој доаѓа со намера да некому начини зло. Така. А во куќата, во резиденцијата, како се нарекува, премиерска вила, бевте таму, така? Па бев таму, бев една година, значи премиерот и председателот тоа многу не експонирано делат исти двор. Значи председателот како прв човек во државата, истиот дворот. Ако дојде овој да пие кафенце у двор и овој може. Па не може премиерот затоа што е веднаш до влезната врата може секогаш да го забележи движењето на председателот ако се наоѓа во својата вила. Но гледаме дека во последните неколку години реши актуелниот председател на владата да не ја користи таа вила, што мислам дека ако гледаме тоа е безбедносен аспект не е најисправното решение. Мислам дека принципиелен аспект и пак некако што знам мене ми е по дефолт да треба да оди. Па треба да оди. Јас затоа што мислам дека треба секој да биде свесен кога ќе се реши да биде некој од врвните државни функции, дека треба да се откаже делот од приватноста и од комодитетот кој има во сопствениот дом. Така што многу работи учиме. Мислам дека сме млада демократија, но полека ќе си легне се на своје место. Фала Богу. Конкретно за вас, колку имаше да речеме во вилата обезбедување 24/7 што викаат? Нема никој во вилата, но околу вилата има. Значи има така внатре нема некој што? Нема никој. Значи значи не дека спие премиерот некој тука. Тоа нема, иако велам затоа што во тој дел тоа е прекриено со еден вел на тајност и може да има разноразни шпекулации, манипулации. Тоа сепак ние сме држава која не можеме ни налик да бидеме на оние големи држави како што велите вие во Америка. Може да се снимаат филмови зашто таму реално има некои ситуации што и на филм не се како што се најаве. Точно, баш така хубаво кажано. Еден од ретките сте кои биле во Белата куќа, буквално. И се сретнавте со Буш, со Џорџ и Барбара се викаше, така? Како беше тоа среќавање? Си намигнавте како што прават? Немаше потреба да намигнеме затоа што имавме 45 минутна средба, имавме што беше посебна чест, беше во овалната соба, организирана пресконференција кај што имав чест со поранешниот американски председател во времето. Тоа е октомври 2005-та да испратам пораки кои Македонија во тој момент ја правеа лидер во регионот. Ние реално не можам да заборавам, носев
затоа што одиме во државата која сакаме да ја респектираме ради достигнувањата што ги има во спортот и бидејќи сите сме повеќе или помалку фанови на НБА звездите, имаше баскет кој беше потпишан од премиерот на Хрватска и Албанија, потпишан и од мене, но бидејќи од регионот на 10 години веројатно се ротираме и доаѓа редот некој дали председател или премиер да замине во Белата куќа, јас бев представник на тогашната Адриатик 3 група и ги спорачав поздравите, борев за достигнувањата што ги правиме во регионот и Значи беше премиере, вие треба да однесете баскет. Баш беше така и мислам дека помалку или повеќе едниот и другиот премиер тогаш беа љубоморни и гледаа со завист. Каде овој од Македонија баш прв го викна тамо да дојде да се пофали дека нешто позитивно се случува во овој регион, кој за жал не го гледаа во изминатите 10-20 години по позитивни работи. А сте фан вака на американската култура, на општо така американската политика? Јас и често сум бил во Америка, идеал за сите ние, посебно кои сме од помали држави и мали држави како што е Македонија, да достигнеме барем приближно некој ниво и во културата, политичката култура, и воопшто во промовирањето на вредностите кои за жал, иако има силно влијание од американската култура на целото наше општество, во политиката тоа не се забележува онака како што треба. А во сите други сегменти ќе видиме младите генерации не можеш да ги препознаеш, да речеме во информатичката, ако гледаме технологија, колку се тие фамилиарни и колку може влезено максимално. Понашање, облакање. Во политиката за жал не успеаме да ги копираме. За да ве прашам за овалната соба, сигурно ви било, мислам, стварно по сите слики сте ја гледале таа соба, кој се не председател. Тоа е веројатно сон на секој македонски политичар. Сега јас ја имав таа среќа затоа што бев начело на владата во период кога Република Македонија беше партнер на Соединетите американски држави. Правевме заедно крупни работи, една мала Македонија испрати војници во Ирак, во Авганистан, се обидуваше да биде конструктивен партнер кога меѓународната заедница пред се САД го решаваше прашањето на косовската независност. Неколку далечни времења делува оваа. Далечни, помина и 8 години, но за жал го изгубивме тој имидж кој тогаш го имавме. Реално бевме тогаш ние главните лидери во регионот. Така, ајде да се надеваме ќе дојде пак. А Буш направи некој гаф кој што си е познат по такви негови работи или? Не, он го смета каубојцот од Тексас, но тоа е фамилија со традиција, ќе биде запаметен како син на поранешниот, на постариот Джеф Буш кој стана исто така председател. Тој беше голем пријател на Македонија. И посебно тоа пријателство многу ја сакаше Македонија заради заслугите кои ги имаше поранешниот председател Борис Трајковски, неговото семејство. Тој беше значи исклучително близок и тамо се врза повеќе со верата, со религијата, но беше многу почитуван и беше забележано тоа дека кога со една таква величина како што е американскиот председател имате трема да почнете разговорот кога другата страна ќе слушнете а како е Вилма, добри ли се децата. Значи тоа е првиот веројатно големиот председател Буш сакаше на тој начин да изрази почит кон малата Македонија затоа што во малата Македонија имала еден свој голем пријател. Точно и фасцинантно. И реално е фасцинантно. Тоа денеска и Митрева и Бесими кои беа дел од делегација да ги прашате, верувам дека тоа им остави најсилен впечаток. Така, вие бевте екипата што беше? Да, тоа беше владината делегација и тоа мислам дека во тој момент Бесими сегашниот за евроинтеграција. Да, Фатмир Бесими тогаш како министер за во владата Фатмир Бесими се изнашетал вака како ќе видиш на многу места. Фатмир Бесими е долго во власта, иако е релативно млад, да. Браво Бесими. Кој државник во вашава кариера ви оставил најголем впечаток, позитивен, најотворен, најинтересен, па и сигурно имало некој што ви бил намкер или ладен премногу? Значи јас имав таа среќа во тие 4 години како министер за одбрана и година и пол како премиер на владата да ги сретнам сите оние кои во изминатите 10 години дадоа белег на меѓународната политика. Значи, почнувајќи од председателот на Америка Буш, Обама не го сретнав, но го сретнав да речеме Путин, ја сретнав Меркел, имав можност да се сретнам со Тони Блер, имав можност со дел од овие кои сега да речеме Камерун во една приватна средба кога беше во далечната 2000
2003 година овде на покана веројатно на семејството Камчеви, гостинат преврат Македонија Англија, беше во мојот кабинет како министер за одбрана. Значи има можност сите овие кои сега гледаме дека се највлијателните на меѓународната политичка сцена да имам контакт, иако успеав да изградам лични релации посебно со тогашниот комесар за проширување Оли Рен, кој сега е првиот финансиер на Европската комисија. Ја имав честа да бидам во неговата викендица во Финска и тоа беше едно ловење да не ве однело. Не, однесе во сауна, тоаш морам да признам дека Финска. Во Финска, па во Финска бе. Финска сауна. Финска сауна, но некако ние кои сега се обидуваме да одиме во сауна и одиме веднаш под ладен туш, тамо немаше ладен туш, туку веднаш имаше едно мало езерце од сауната со трчање во езерото на минус 2-3 степени, веројатно надвор беше температурата, а температурата водата веројатно беше некој степен над нулата. Со Оли Рен таму, и уште си држите контакт? Држим уште контакти благодарејќи на пријателите кои тој ги имаше во Македонија. Негов голем пријател беше поранешниот директор на Скопска пивара, сега првиот човек на Тиквеш од Кавадарци, Свето Јаневски, кој беше и дел од делегацијата со која бевме кај нега во Микеле. Таму не можеме да го најдеме ни на карта, но бевме, тоа е како крај на светот, веројатно уште малку да прошетавме, па буквално да стигнавме до каде до мраз, така. А некој што ве разочарал, што сте имале очекувања, голем човек и сигурно е фасцинантен вака така, и што сте рекле, некако без импресии? Па знаете како, не почувствува во тоа време дека оние кои ги гледаш на телевизија имаш едно мислење, во приватните релации се поинакви. Онака како што ги гледате на малите екрани, реално не се разликуваат многу. Тоа е една вештина, тоа се силни пиар тимови кои работат за нив и очигледно дека ние уште многу треба да работиме и во политиката и воопшто во други сегменти да бидеме бар приближно кон оние кои се стремиме и ние да бидеме еден ден нивни партнери. Во кариерата ваша кој ви е некој потек или било што нешто што ви е најмногу кејф? Дали некој подпис што сте ставиле на некој документ, дали има ли некој таков еден акт, момент во кариерава политичка што ви е пред све друго? Па мислам дека она искуство што го имав 6 месеци дека бев министер за одбрана, што е атипично. Министер војни, како што велеа во војна би требало да претендира, да сонува војно да го порази, условно речено непријател. Мислам дека бев дел од една екипа што тогаш ја предводеше поранешниот покојниот председател Трајковски, кој во тоа време на силен национализам, на нерационалност внесе разум и придонесе до решавање на таа војна криза со политички средства, што го сметам лично за свој најголем успех, затоа што тоа е една типична ситуација каде што за среќа и политичката партија на која припаѓам СДСМ тогаш беше исклучително рационална и вложи многу во тој мировен проект кој го промовираше председател Трајковски. Многу храброст треба за да останеш ладен во такви моменти. Бога ми во такви околности некој пат е потежок, да речеме, нема да заборавам, имавме трагедии, значи кога има војна, ќе гинат и војници, многу ќе беше тешко за било кој, посебно за мене, ми навира солзи, да излезеш после трагедијата која беше кај Карпалак и наместо на одмазда да повикаш да дадеме шанса на мирот. Значи тоа се едни времења кои што треба да гледаме во иднината, не треба да забораваме што се случуваше во минатото и да ги научиме лекциите, затоа што мислам дека на моменти како да забораваме дека Македонија тогаш направи чудо. Доаѓаме до крај негде веќе на муабетот. Морам да забележам што носите на раката, цело време ми влага во очи, има нешто шарено. Шарено. Ова за нова година со мојата со нетипично ми е да се загоди цело време сега. Што му е тоа направено? За нова година со мојата сопруга бевме во Солун и приде не знам некој црнец од кај беше од Сиера Леона, вика ова е за среќа, вика мајде ако е за среќа, вика ако ова го ставиме некоја мајле и го носам чекајќи среќата. Еве, помина 4 месеци чекам да дојде тој среќен момент. Има време до крајот на годината. Ќе дојде. Ајде да завршиме со спортот, огромен фан сте на спортот. Што ви е кој ви е најомилен спорт? Па ракометот, играв 12 години ракомет во ракометниот клуб Бетон, кога бевме во втората југословенска лига. Бев голман од мојата 16 до 28 година и
веројатно кога гледам сега Штербик, ги гледам и другите имаат по 37-30 години, значи сум можел и тогаш и јас уште 10 години да бранам, затоа што и во ракометот и играчите, не само голманите, имаат подолга кариера, да речеме сега, гледате во Гринеч, што прави во Петолук на своите 38 години, 38 години има подпишува сега договор, уште 2 години, но тоа беше друго време, немаше вакви услови, не игравме сите, не само на бетон, на асфалт игравме, на бетон. Старото игралиште на бетон беше сега зад Министерството за економија. Тука игравме, имаше надпревари во втората Југословенска лига, тогаш Југославија беше олимписки шампион. Имаше по 3-4 илјади гледачи на надпреварите на бетон, тогаш почна да се прави населбата Капиште, цел Капиште беше таму и пола Козле, но Значи, имате славни денови. Па имаше, тоа беше убав период. Ајде, многу среќа за Македонија и Ајде, па и за Македонија напред. Политичка сцена. Па, среќа да чекаме, ја. Има уште 8 месеци. Ајде, продолжуваме понатаму. Еј, што? Имаш дечко? А, па добро, јас имам хрчак. А? Мислев, збориме за неважни работи. Сега делот во еден еден каде земаме две личности ги сплескуваме во едно за да видиме како би изгледале отпосле. Ние го нарекуваме пластелин. Господинот Владо Бучковски, кој видовме дека е голем фан на спортот, посебно на ракометот, затоа го пластелиносуваме со Борко Ристовски. Браво! Ова е тој голман што ни е потребен нас на македонската раковетна репрезентација. Борко Бучковски. Вториот пластелин за денеска, тоа е нашиот следен гостин Кристијан Даниловски со Тони Старк или Iron Man. И што би рекло, некој во нашата екипа сака да му се додвори на Кристијан Даниловски. Тоа е Џорче, ево. Супер. Тоа беше пластелинот за денеска. Продолжуваме со токму тој Кристијан Даниловски, не Iron Man, фала Богу, студиото FX3, тој е нашиот следен гостин. Ќе ни ги открие тајните на Холивуд, односно бар на визуелните ефекти и анимација на најголемите блокбастери во кои што сите уживаме. Останете со нас. Црквичка. Зошто се градат цркви вака, еве? Тоа е некоја стратегија за омасовување на христијанство или си општествена одговорност, како што го викаат? Тоа се општествено одговорни практики кои што се традиција на Адора Инженеринг, која што е членка на глобалниот договор на Обединетите нации и која што има вакви проекти во различни области. Ние имаме долгорочна стратегија, вложуваме во секоја општина каде што градиме. Со тоа им враќа и на своите купувачи, односно на станарите и на граѓаните, на жителите на таа средина со црква, со 2 сад кули, една е во Ѓурче Петровскопје, една е во плоштадот во Струмица, имаме фонтана Македонија во општина Кисела вода во Скопје, имаме зелени површини, дрвореди, цвеќи на околу сите објекти кои што се средени, ги поддржуваме со стипендии талентираните студенти, хуманитарни акции имаме низ цела Македонија во соработка со Црвен крст за социјално задружените, имаме поддршка на спортски, културни, научни манифестации. А зошто баш тука, да речеме, во аеродром? Зошто не е пред Макдоналдсот? Ова ни е најнов или на булевар проект кој што сега се гради црквата. И така црквичиња има сегде низ аеродром мали. Нека има една голема на улица. Имаме многу голем повод и голем мотив зошто оваа црква е тука, бидејќи Адора Инженеринг има досега изградено 8 елитни стамбено-деловни објекти во општина Аеродром, каде што живеат околу 500 станари. Но исто така сега ќе започнеме да градиме и уште 2 објекти во општина Аеродром. Значи во оваа општина имаме најмногу инвестиции. Ктитор е нашиот генерален директор, професор доктор Ванчо Чифлиганец со семејството, нели? И токму заради местоположбата на кеот на реката Вардар,
каде што се надеваме дека до година ќе биде и празникот водици, богојавление, со крштевањето на покрстувањето на водите на нашиот македонски Јордан, нели, да биде токму и чинот на прославата на овој убав празник богојавление водици во оваа црква. Сите ние уживаме во фантастичните филмски сцени во Life of Pi, Avengers, Transformers, Terminator и многу други таму. Често се прашуваме, добро, како ли го направиле ова, тука да ни одговори на токму тоа прашање Кристијан Даниловски од FX3X. Доја за едно прашање, знаеш, да ви одговориш ова и да бегам. Не е проблем. Кристијан, ти си пример дека еден македонец може стварно да постигне многу, ко основач си на FX3X, така не си сам во таа приказна од почеток. Тоа е фирма на брзинка, значи за визуелни ефекти и анимација која постои од 97. 99, поточно. 99, да. Работевме најпрво на малечки реклами, па поголеми реклами, македонски, така македонски регионот, Србија, па дури и Турција, некојаш. Тоа беа златните моменти изгледа. Тоа златните моменти, да кажем, мислам, или тогаш и Мобимак беше и Лотарија на Македонија, мислам беа така клиенти многу сериозни во Македонија, меѓутоа ние сакавме што од самиот почеток, и јас и Мишко, соосновачот на FX3X, имавме друга идеја, значи што самиот почеток сакавме да работиме на холивудски филмови. Тоа изгледаше премногу далечно тогаш. Викаа луѓето, абе, не се занесо и шуте на тебе, биди си таму, не знам. Па повеќето тоа го вика, така што да, изгледаше страшно далечно, а реално гледано. Не и за нас, че ние едноставно и треба да имаш некаква амбиција, што е малку подалечна за да стигнеш подалека, што се вели. Така што после 10 број години, нели некаде 2004 веќе успеавме да фатиме тезга, што има, што кажеш ти, на авијатичарот од 2004 година. Така што имаше Славија, Кристијан, тогаш кога го направивте тој договор, кога се случи? Требаше да има никако да прославиме, значи многу поводи имавме за Славија, никако да ги направиме. Никако да се случи тоа Славија. Славења. Значи имаше многу настани, едноставно пребрзо да се случува и веќе нели те обзема работа. Да, секојдневие станува. Секојдневие станува и кој се јавува Мартин Скорсезе, добра е. Да, се не. Кој говори, не е до тоа. Една секретарка. Кризен преку некој ден тазе си вратен од Лос Анџелес, беше сега таму. Колку време? 2 дена? Пред 2 дена се вратив. А колку време остана? Па 2 недели, мислам. Толку од прилика траат тие обичаено патувања што ги одам, бидејќи нели долго патувањето трае преку 20 и нешто часа, така што нели и треба да е подолго и плюс да се видиме со сите и сегашни клиенти и потенцијални и пријатели. Се случува джетлег некаков таков? Да, се уште сум во джетлег, така што малку е со временските зони по-проблематично од кога ќе се Значи, зезнат работа тоа, не е баш? Па, добро се. Значи, се преживува. Мора. Не е толку страшно. Кажи ми, американците се жалат веќе подолго време на таа криза, на зголемена невработеност и слично. Ти како човек ете од Македонија, така одиш таму, ја осеќаш таа криза, се гледа во последниве години? Реално не е како што било некогаш, нели, веќе работиме со нив 9 години и да, има, мислам, сепак некаква криза се гледа, толку повеќе што кај нив е многу посериозно, нели, ако немаш работа е многу загрозен опстанокот, најбуквално. Не е сега не дека пропаѓаат готови се. Готови се, меѓутоа дека има одредена криза, се разбира дека има. Поразлично е од што беше. Јасно. А што е да речеме најдоброто што може Америка да го понуди, ако више одговараме на тоа, и што е најлошото што Америка го дава? Вака ти како македонец, значи да ми одговориш. Барем според мене околу работењето со Америка што значи бизнисот е многу, што викаат они straight forward, значи секогаш се гледа квалитет, цена, рокови и толку. Значи, отворени карти, значи добар си, не си добар. Да, апсолутно. И тоа е најдобриот дел затоа што нема занимање со споредни работи. Значи
имаш највеќе ќе бидеш така фокусиран во напредокот на она што го работиш. Има многу финеси, така што се учи, мислам. Се учи, фала Богу. Кажи ми, имало ли моменти кога дали си бил во просторија, дали со некое друштво, дали не знам, ти ќе ми кажеш кога си рекол, вау, не ми се верува, кај се наоѓам, еве го, ова е тоа, успеавме. Имало ли некои такви моменти, overwhelmed што викаат кога си бил со таква емоција? Еднаш само тоа се случи да стварно сум, добро, после тоа уште еднаш, меѓутоа првиот пат беше кога бев номиниран за Еми наградата за 2007 година. Значи тоаш бев во Шрајн аудиториум и мислам и самата номинација, мислам сето тоа беше, мислам сега ми изгледа смешно, како се однесувавме ние, работевме на некоја серија и како и се друго, работиш на еден не сработаш најдобро што можеш и тераш следно што има. И сега посебно затоа што не беше филм, туку беше серија, добро, поминало, идемо следно после тоа фативме да работиме на некои филмови. И продуцентите, односно партнерите со кои што работевме од Канада, рекоа ние планираме да ја номинираме нашата работа заедничка, нели, на серијава. Ние им рековме good luck. Suit yourself. Ако Ирлија со среќа нека ние. И толку беше тоа некаде во април и на одмор бев баш во јули месец отварам имејл и нели congratulations, you've got nominated. И знаеш, и буквално стоеше во номинацијата на Студио FX3 со не, лично е таа на име и презиме Кристијан Даниловски. Меѓутоа, нели од нашата компанија бев јас предложен да бидам така. за представам нашата работа целокупна како CG супервајзор. Ми беше титула тоаш и едноставно пишува you've got nominated и после тоа се јавувам и сега што добро каже да мене прв пат ми е. И така, мислам, така што беше малце надреално. Беше таму на лице место на да, со смокинг, со одлично. Пеперутка и така натаму. Кој ја доби? Се сеќаш тогаш не ми текна, значи сосема. А се разочара ти беше малку криво? Не, значи ми беше многу онака баш беше некакво супер чувството, нели во Шрајн аудиториум. Сите што се нели who is who во ТВ индустријата се таму, глумци од сите познати серии презентираат награди, колеги исто од индустријата. Не ми се веруваше колку зашто сите немаат номинации. Онака после тоа сватив колку е значењето дури некоја година понатаму. Искористи за нетворкинг да си оствариш Да. Мислам не само за тој момент и помалку веќе нели гужва и меѓутоа понатаму тоа отвараше доста врати. Си значеше. Веќе следната година имавме работено на филм кој што доби Оскар за визуелни ефекти, тоа беше Златниот компас, така што едноставно сите тие работи убаво се поврза и не убрза во сите работи. Првата ќе те вратам таа прва некоја работа главна еве авиатичарот. Како дојде на некој саем колку што се сеќам од приказните? Тоа беше 2002-2003 веќе видовме дека не можеме да растеме, толку е пазарот, таа економијата не беше ни најмалку лесно тоа што после тоа следеше, значи требаше комплетно целата компанија да преструктурираме и нели едноставно се што имавме до тоа за работеме да го потрошиме. Значи баш беше се или ништо моментот. Се или ништо, мислам буквално беше на крај на крајшта налет. Или тоа е се. Значи тоа сме го решиле да го правиме или ќе го направиме или ќе бараме друг позив, знаеш. Болзи што ви рекле. Па таа е индустријата, знаеш, или ќе тераш до крај или оди си дома што се вика. Има и посигурни начини. Американизирале тебе на големо. Последните што се вика пари ги инвестиравме во тој настап на тој саем во Лос Анџелес. Некои 6-7 месеци покасно веќе почна да ни се јавуваат другите потенцијални. А во тие 6-7 па беше зезнато дека беше многу така waiting game. We play the waiting game. Да кажеме. И што беше најинтересно, почна да се јавуваат повеќе за реклами. За Америка, за њујоршки пазар, што викаме ние. Така што 2005-та, знам дека 2005-та према 2006-та имавме екипа што работеше веќе на куклено анимирана ТВ серија во Њујорк и на Таймс Сквер идеа барем 3 на тие големите дисплеи, барем 3 работи кои што беа наши, значи AT&T ребрендингот, идеше таа серијата
и мислам дека беше American Express реклама тогаш исто што работи, така што беше онака баш знаеш, окей, значи на добар пат сме. И после тоа веќе фатија си други работи. Одлично. Ајде ве ангажираат за филм. Еве да речеме Avengers, не мора конкретно, ето било кој. Знае ли FX3 воопшто за што се работи филмот, како е, што е? Многу малце, значи повеќето филмови на кои што ние или онака работиме. седно е некој и вика Роберт Дауни глуми. Си се прави. Добро, он се приметува. Тоа можам да кажам и дури и проблеми ствара на некој начин. Значи генерално бидејќи имаме таа среќа да работиме на стварно високобуџетски проекти, на тие се им да ги кажам опасните договорите за доверливост и најмалку податоци добиваме влезни. Значи овие се вашите кадри, трнете тоа позади овој или вметнете го позади овој. Така, што е уствари да речеме работата? Такви работи, среди го небото, не знам, ова направи тоа. Најбуквално зависи што е во самиот филм. Така што ние не знаеме многу што се ќе се случи. Сценарио, он не го знаете, како ќе заврши. Значи, дури сега на еден од филмовите што сега уште не се излезени, добро. Бевме нели почестени за тоа да знаеме како целата секвенца ќе изгледа целите 15 минути. Обично знаеме минута, 2 од тука, 3 од онде. И за нас е изненадување филмот кога ќе го видиме. Значи тоа беше супер, значи првиот филм што го работиме со Илон Industrial Light and Magic беше Terminator Salvation и имавме среќа тоа што за прв пат и да биде и тука светска премиера и во соработка со нив со Warner си направивме предпремиера за екипа и тоа беше, мислам, нели овации секој својот кадар кој ќе го видеше, па со кодно име кој ќе го каже. Така што интересно е, значи ние се паза, значи од такви работи, не дека да, апсолутно. Ригорозни се околу значи, тоа. Многу се ригорозни. Нас не беше чудно од почеток, меѓутоа сега ми е сосем јасно, ако вие вложите $150 милиони, например 200 во нешто и од тоа нешто имате само тие сликички, нормално дека тие сликички многу ви значат ако сте нели холивудско студио. Уште поинтересен пример, животот на Пи. Апсолутно не знаевме, бидејќи ние бевме само во бурата, нити животни гледавме, нити било што. Што правевте, значи вие конкретно? Бурата нели е снимена во базен, во бранови и така натаму, значи тоа треба се зголеми да изгледа вистинска бура и така натаму. И значи знаевме дека тигарот ништо. Знаевме дека се многу се збори за тој филм, дека чуда ќе има и нешто, ама никако да видиме што е работа. Така што бевме здраво воодушевени кога видовме дај нашиот дел е убав све, меѓутоа целиот филм е нели спектакл визуелен сам по себе. А да речеме, нели Пи доби Оскар за тоа. Што се случува со Оскарот? Кој е тој што добива Оскар? Кој го носи дома да си го земе? Во филмовите која се за визуелни ефекти на пример, го носат има два главни изведувачи, има десетина под тоа. Ние сме подизведувачите, значи. Тоа е фактички како аутсорсинг некако. Дури главните изведувачи не ги добиваат, туку луѓето што се исто е лична награда Оскара, значи на име и презиме на една фирма. Значи Бил Вестхофер на пример беше оваа година од Рита Менхјус и имаше уште еден од MPC. Значи фактички тие се одговорните за визуелни ефекти. Значи одговорните, главниот супервизор за визуелни ефекти и продуцентот што е за визуелни ефекти. Од едниот и од другиот главен изведувач. Значи тие ги добиваат и како лични се водат тие Оскари. Така, значи они си ги насадал. Тоа е одговорот. Тоа е одговорот. Англи ништо, само тој. Англи си го доби тој што се е за режија или ако бил ко-продуцент за продукција. Колку се мешаат во работата да сакаат да знаат до кај сте, како сте, хајде да видиме, ама чекај работиме. Со главните продуценти и супервизор за визуелни ефекти има значи сериозна комуникација. Нормално зависно во кој дел на филмот сме, кога сме порано влезени во филмот, значи во предпродукција кога генерираме да речеме клучни, што викаме ние CG асети, односно или модели кои што ќе се прават, не знам, например авионите што ги правевме за Red Tails, беа или за Ранго кога ги правевме куќите. Значи тоаш веќе со супервизорите имаме многу интензивна комуникација. Што би рекол, уште не е почнато да се снима самиот филм, ама се прават подготовки. Да, се прават подготовките и тоа со главните креативни луѓе имаме многу интензивна комуникација.
додека ако е во поодмината фаза веќе не е толку интензивно со нив, него со други супервизори што се баш на таа секвенца. А останатиот дел не ги занима, да речеме, режисер се јавува, се прави. Не, режисерот значи со нив си е комуникацијата. Чисто комуницира со главниот супервизор на визуални ефекти и толку, значи со никого под тоа. Јасно, значи тебе фактички во бизнисот битните се тие продуцентите што се за визуелни ефекти и супервизорите, тие се тие. Со околу 100 и повеќе вработени, колку сте таму, рече 109, како беше? Мислам и 20 дека сме сега што треба проверам, али нашата екипата прилично. Да, сите се македонци. Тука работиме во Скопје. И ние сакаме така и да биде, ние инсистираме, значи имавме можност да се повеќе наврати као странци да донесеме, али тоа не е едноставно. Тоа значи талентирани се нашиве деца за вакви некои работи. Па има таленти, зашто мислам. А кој ги подколува, да речеме? Па, кај им се школи значи, им правиме, значи ние секогаш кај нас им правиме дообука, да ја кажем, или усовршување, или дури и основна обука некојаш им даваме за домашно дома, па пред да ги приеме, па после тоа е делумно на работа, меѓутоа многу повеќе во тој што не е in-house тренинг на вработените што ги правиме, така што. Така, маша, одлично. И што би рекол, цело време работат сите столику души? Мислам, константно си се работи, обемот на работа. Толку брзо растеме да, во моментот е така. Браво. Точно во дрво. Само напред. Бидејќи е сепак сериозна бројка на луѓе и така, да, во овој момент сите се ангажирани. Одлично. Има некој проект што може да се најави интересен? Па сега да беше нека недела подоцна има. Сега во моментот не можам да го кажам. Значи многу скоро ќе има неколку интересни проекти. Значи оваа година работевме на доста блокбастери. Тоа што може да се каже, значи голем нешто холивудски проект би требало да биде. Да, апсолутно. Значи има неколку блокбастери што се за летово, имаме дури и за идната година некои кои што ги работиме во моментот, така што навистина добра година. Малце повише ангажирани ќе бидете сега или? Па до сега, значи за секвенца од филмот, така малце подугачки ќе бидат. Поголем дел од филмот, значи бевме и поприлично зафатени овие последниве 6 месеци, така што дури малце одмор не ќе биде лошо. Ама ќе видиме. Одлично. И за крај кажи ми, има ли бе во Холивуд лобирања такви неве работи кои што сме навикнати ние цело време тука, френд, земи го брату чеп ми нека ти работи, земи го. Значи Ви прават ли пречки некои такви ствари некојаш? Значи пречки не ни прават такви работи. Сега за сега не се случило такво нешто. Да, секој си има свои преферирани соработници, меѓутоа значи основата е квалитетот. Ако го немаш, што сака нека ти биде џаб. Мислам, тоа мора да имаш супер квалитет, мора да се исполнил, мора да ти е последниот проект што си го сработил безпрекорен за да добиеш работа. God bless America. Значи таму главното е доларот, односно профитот, нема така. Другото се тоа се тие наочари. Преку тие се гледа. Тие се, значи преку зелени наочари што викаат се гледа, не преку розови. Одлично, Кристијан. Само напред се нека тера FX30, чекаме нови блокбастери. Се најдобро. Продушуваме ние. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Чао, авантура италијано. Не, денеска озбилна работа. Денес озбилна работа. Дојдувам. Во Италија, кога ќе дојдете, значи што сакате земете, ама не земајте вино, дека ми е лошо виното. Тек тука кога ќе дојдете ќе видите што е добро вино. Него Моаветов е многу тежок избор ќе имате. Значи, ова не е Библијата, тука е винска листа. Во најнормален ресторан, обичен, види. Винска листа. Почнува и трае. И оди избери вино да те видам. Во виното било вистината. Во виното е губењето време. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Иде? Очигледно иде. Да. А кај иде? Па тераме негде.
Ти да си на место на Кристијан, што би направил вака да имаш фирма таква? Искрено? Да, бе, да. Да се сите слики вида би си ја сменил жена ми. Зезен. Да. Само уште не знам која да ставам. Така, што не ставиш, има една добра продавачка, една. На зелено пазарче беше? Знам да замислиш. Така? Да. Куче покварено. Тоа би благодарен што не гледавте што ви направиле вие. Пишете ни на Facebook ако сакате. facebook.com. Чао, Глобковец. Ајде, поздрав. Чао и за вас.